2 години и 10 дена толку ќе остане запишано името на Димитар Ковачевски како премиер на Македонија, а што доби Македонија во 2 години на шефување на Кумановецот, кој од заменик министер за финансии стана премиер, доби најлош извештај од Европската комисија последниве години, пораки дека корупцијата не е и повеќе од горлив проблем, довербата во правосудството падна под 5%, штрајкуваа речиси сите во државава, додека самиот Ковачевски се обидуваше да се представи како многу успешен премиер, розевиот свет на моменти му го рушеа обичните граѓани, кои на своја кожа најмногу го осетија драстичното зголемување на цените на основните животни намирници. Премиерот вина наоѓаше насекаде, само не во својот двор, па неколку пати повторуваше дека сите проблеми ни доаѓаат поради војната меѓу Русија и Украина. Вака да ви кажам. Може. Цениве се до плафон, значи со 2 денара макарони и јајца денар на 99 денари и сега ги замрзнавте цените. Значи што е тоа поевтинување? Значи стварно некако многу тежок дојде животот, па нити лекарства може да купиме, нити Прво ги цените точно е дека беа многу зголемени, затоа што има војна во Европа се води и секаде се зголемени. Економската криза, односно драстичното покачување на цените на сите основни продукти, премиерот се обиде да го искористи и во маркетинг цели. Низ скопските маркети се фалеше дека знаел да прави палачинки. Јас ќе бидам тука, ќе отидам и кај Савко на тезга и кај комшиите. Сега ќе земам брашно и јајца и палачинки кои прави најбоље. Во неговиот мандат се случи и скандалот со онкологија. Се откри дека болни од рак биле лекувани со физиолошки раствор, а лековите продавани на црниот пазар. Ковачевски во овој случај на еден начин да се фали самиот себе. Се работи за наводи кои што се грозни и кои што не смеат да се случуваат, а за кои што наводи сме слушале во текот на изминатите 20 години. Ова е прв пат да биде спроведена една ваква обемна акција за идентификување на можни сторители на вакви дела. Во мандатот на Ковачевски се случи и скандалот со судскиот совет. Од странците добивме пораки дека правосудството на еден начин е катастрофа. Меѓународниот фактор нотираше дека сме лоши на полето на корупцијата и тука Ковачевски најде вина кај сите обични граѓани, не кај власта. Борбата против корупцијата е високо на мојата агенда. Јас потврдив во овие 10 месеци дека ниту еден момент на селективност кај мене немало, ниту еден момент не се појавило да јас се ставам во позиција да навлегувам во надлежности на институции кои што не се дел од работењето на владата и тоа може да ви го потврдат сите. Ковачевски во улогата на премиер сигурно ќе остане запаметен и по својата самоувереност. Беше сигурен дека е добар во речиси се, па дури и дека ќе ги иструка уставните измени со поддршка од сите пратеници во собранието. Јас велам дека 118 ќе има. Ковачевски во текот на нареднава недела ќе замине од својата позиција. Нов премиер ќе стане актуелниот собраниски спикер, кој е предлог на Али Ахмети и неговата ДУИ. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Како до сега.